Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Next is the Macedonian radio program. Please keep listening. Добро вечер и добар виеден сат во придружба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, голема среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкастел и околината, поважните вести од Македонија и вашите желби и честитки. Вечерва со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од Арно не саминува. Кажи да, моја најмила, моја кралице, убавице. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Ај што мерак имам, бабо, ај што мерак. Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Јордан Митев. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. На оваа турнеја Јордан Митев ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Еднаш мака сладам. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл, почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. За повеќе Да продолжиме со соопштенијата. Женската група организира патување до Сиднеј со автобус и тоа во сабота на 21 октомври. Ќе се оди до Paddy Markets, DFI Upstairs, Birkenhead Point Factory Outlets. Автобусот ја поаѓа во 7 сатот сабањето и се враќа назад во 7 сатот вечерта. Цената е $35 по лице. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634 Исто кај Сув Бошев на 0414 417 207. Почитувани слушатели, како што знаете и порано се бараше некој да се јави за радиово. Овдека да го имитува како ја што го имитувам. За повеќе информации јавете се кај мене на 0411 673 073. Дневната грижа Дајке може да се јавите и да одите секој вторник за ручек од 11 до 1:30 сатот после пладне. Јавете се кај Сузи на 0449 156 966 или на 0434 420 166. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев.
sam i ljubav. Kaži da, moja najmila, vidi moja kraljice, ubavice. Jordan Mitev na голема австралийска турнеја. Aj što me rak imam babo, aj što me Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Jordan Mitev. Site neka peja, site neka igrat, neka se opija. На оваа турнеја Jordan Mitev ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Една žvaka slavam, една žvaka. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Денеска е светски ден на туризмот, наградени најдобрите во Македонија. Туризмот стана трета најголема извозна гранка во светот. Македонија треба да го искористи потенцијалот кој го има и да привлече што повеќе туристи. Заменик министерот за економија Наумов задоволен е од трендот на пораст на бројот на странски гости. Очекува поголема соработка на хотелиарите и угостителите, за бројките да бидат уште подобри. Во 2017-та бројот на странските туристи бележи пораст од 18,3% во споредба со 2016 додека бројот на ноќевања 10,9%. Со самото тоа ќе има и поголем девизен прилив во буџетот на ова гранка, изјави Чире Наумов, заменик министер за економија. Потенцијалите кои ги има Македонија треба оддржливо да се развиваат. Неопходна е заедничка соработка на сите чинители на ова дејност. На светскиот ден на туризмот најдобрите хотелиери, угостители и туристички работници добија признание за својот придонес. Овие дејности учествуваат со 1,2% во вкупниот баџет на Македонија. Владата ќе прави централен електронски регистер на населението. Со регистер на населението владата планира да во идната година и понатаму да може да се замени пописот. На вечерашната владина седница, кабинетот на Заев донел одлука да се спроведат активности за изработка на регистарот во кој сите граѓани ќе бидат заведени со сите комплетни податоци, вклучувајќи го и јазикот што го зборуваат и националноста на која и припаѓаат. За овој проект владата ги задолжила Министерството за информатичко општество и МВР, како и останатите државни служби кои се поврзани со водењето на ваква евиденција. Од владата вела дека регистарот на населението нема да биде замена за пописот, но во секое време ќе може да ги даде истите резултати. Експерторската јавност е со поделени мислења. Дел од нив ја поддржуваат одлуката и смета дека ќе овозможи поквалитетна слика за демократската структура на земјава. За други, пак, електронскиот регистер отвора опасност за дел од малцинствата, чии права во одредени средини ги гарантира етничкиот состав на населението. Заради болест во на судијката одложено беше денешното рочиште за случајот подкуп. Видеоматеријалите објавени на YouTube ќе бидат дел од доказната постапка во судскиот процес подкуп. Кривичниот суд го одби врањето на одбраната на Зоран Заев за изземање на снимката прибавена со посебни истражни мерки. Заев и понатаму тврди дека снимката која протече од неговиот кабинет во Струмица е нецелосна и најави дека неговата одбрана ќе оджали одлуката пред апелацијата во законскиот рок од 3 дена. Поради отсутство на судиката, стартот на судискиот процес подкуп утрово повторно беше одложен. Следното рочиште е закажано за 20 ноември. Ни беше врачено решение со кое се одбива предлогот на моите адвокати за земање на мерките кои се јавно објавени, а ние баравме да не се користат како доказни мерки, бидејќи беа јавно објавени на YouTube мрежата. Тоа се мерки од
незаконско следење и верувам дека ваквите мерки на вистина треба да не се користат во постапката. Ќе се разгледа вакво решение, па со моите адвокати ќе одлучиме дали ќе се жалиме на ваквото решение. Тука сме на сите рочишта и до крај ќе обстоиме за да ја добиеме правдата, изјави премиерот Зоран Заев. На ова изјава реагираше ВМРО ДПМН, од каде велат дека граѓаните на 15 октомври ќе го казнат страмното однесување на Зоран Заев. Зоран Заев е единствениот премиер во Европа кој е фатен како бара на мито од 200.000 евра од бизнисмен. За тоа има јасни видео материјали кои можете целата македонска јавност да ги види, а кои представуваат непобитни докази за тоа како Зоран Заев работел во Струмица и за тоа како планира да работи во цела Македонија. Ништо не може да го оправда за криминалот што го има направено Зоран Заев, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Незаконско прибавените телефонски разговори нема да бидат доказ ниту во трите случаи на СИО, тендери, топлик и тортура. Ваква одлука попладнево денеска кривичните совети кои ги оценуваат обвинителите поднесени од специјалното обвинителство. Турската компанија Чагатай Кабло постави камен темелник за изградбата на нова фабрика. Турска компанија Чагатай Кабло во Бунарџик ќе произведува индустријски кабли и електрични инсталации. Во права фаза ќе бидат инвестирани 4 милиони евра и вработени 100 лица, а потоа инвестицијата ќе се зголеми на 6 милиони евра, а бројот на работниците ќе порасне на 300. Компанијата ќе очекува да почне со работа на почетокот на следната година. Чагатай Кабло е главен добавувач на белгиски Ван Хол, кој веќе подолго време работи во Бунарџик. Од раководството посочија дека платите на вработените ќе бидат на ниво што ќе обезбеди стабилен животен стандард. Договорот за изградба фабриката го склучила уште во 2016 година, но не ги добиле субвенциите, бидејќи не успеале да вклучат договор за поддршка со претходната влада. За да ги добијат државната помош од нивниот пакет мерки, тие треба да генерираат позитивни економски резултати, посочи вице-премиерот Ангушев. Според него, ова турска инвестиција е пример за сите домашни и странски фирми да дојдат и да инвестираат во некоја од зоните. За новата инвестиција се согласи и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од рано не заминува. Кажи да, моја најмила, биде моја кралице. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Ај што мерак имам бабо, ај што мерак. Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Јордан Митев. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. На оваа турнеја Јордан Митев ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Еднаш вака славам. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. А сега одиме со вашите желби и честитки. Со песната Ој невесте Стојанице. На поштованата сопруга Кристина Стојковска и го честитам 80-тиот роден ден, воедно и посакуваме многу здравие, голема среќа и весело во иднина, заедно со сите нејзини најмили и најблиски. Убавите честитки се испратени од сопругот Нове Стојковски.
со песната Мајко, една си на светот. На нашата многу сакана мајка, баба и пребаба Кристина Стојковска и го честитаме 80-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, голема среќа и длабока старост со сите најсакани. Овие се убави желби испратени од ќерката Бранка, зетот Боби и внуците Наташа и Јоне, Николас, Белинда и Метју и превнучината Марко и Лукас. Мајко, една си на свето, ти си ми се што имам јас. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Скитник сега сум по светот, мајко, 9 години. Мојта младост помина, лице моје ми овена. Мојта младост помина, лице моје ми овена. Мајко, една си на светот, сека вечер ке сонува, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема. Со песната исто така Мајко, една си на светот во исполнение на групата Молика Анета Мицевска. На саканата и многу поштована мајка и баба Кристина Стојковска и го честитаме 80-тиот роден ден со желби за големо здравје, длабока старост во придружба на незините најсакани и најмили. Овие се убави честитки испратени од ќерката Ленче и милите внуки Сашка и Моника. Мајко, една си на светот, за мене си се што имам јас. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, за тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, за тебе.
Lice to mi majko vera, mladost mi propadna. Lice to mi majko vera, majko, jedna si na svetu. Svega večer sonte sonuva, zori se razbuduva. Ak majko tebe te nema, zori se razbuduva. Ak majko tebe te nema. Dami i gospoda, makedonci i makedonki, Makedonskото младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од рано не заминува. Кажи да, моја најмила, биди моја кралице, убавице. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Ај што мерак имам, бабо, ај што мерак. Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Јордан Митев. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. На оваа турнеја Јордан Митев ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Еднаш вака сладам, еднаш вака. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. Народе македонски. За повеќе информации, јавете се кај АЦ Петровски на телефон 0417 128 641. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Македонија да ја чуваме. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од рано не заминува. Кажи да, моја најмила, биди моја кралице, убавице. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Ај што мерак имам, бабо, ај што мерак. Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Јордан Митев. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. На оваа турнеја Јордан Митев ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Еднаш вака сладам, еднаш вака. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. Женската група организира патување до Сиднеј со автобус и тоа во сабота на 21 октомври. Ќе се оди во Педи Маркет, DFI Upstairs, Beacon Heads Point, Factory Outlets.
Автобусот ќе поаѓа во 7 сатот сабањето од пред црковната сала и се враќа назад во 7 сатот вечерта. Цената е $35 по лице. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634 310, исто и кај Су Бошев на 0414 417 207. А сега да слушнеме нешто од Јордан Митев, Моја кралице. Si kraj mene, ne znam zlato da li znaeš, duša davam za tebe. Kako voda ti me gasiš, koga gorak usnive, ne znam zlato da li znaeš, nema život bez tebe. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me, moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me. Може за мене ке кажат дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој злато да те лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си, melem na srce, ке те čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me, moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me, moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, kje te čuvam ja, samo za mene. I zajedno da ostari me, i zajedno da ostari me.
treperuvaš, taman da te dofatam i pobegnuvaš. Nešto lažno nogu grogu mi smisluvaš, ke mi dojdeš, ke mi padneš pored sebe, guri togaš ti na mene, ke mi plati se. Karolinče, karanfilče, mome ubavo, ne mi stavaj makijado jej na srcevo. Ne gledaj levo desno po drugi te, znaj neka ja su momče za tebe. Ta kosa kako svila da ja miluvam, seće da dam dušo moja, veruvaj mi, barem jedan den da vide samo moja ti. Ke te ljubam, ke ti pejam se do zori, pesni naši ljubovni makedonski. Karolinče, karanfilče, mome ubavo, ne mi stavaj makijado jej na srcevo. Ne gledaj levo desno po drugi te, znaj neka ja su momče za tebe. Karanfilče, mome ubavo, ne mi stavaj makijado jej na srcevo. Ne gledaj levo desno po drugi te, znaj neka ja su momče za tebe. Znaj neka ja su momče za tebe. Ke ti kupam zlatno lanče, belo grlo da ti krasi, sakam samo moja da si. Vreme mi je da se ženam, sakam tebe da te zemam, i od tvoj te da te varam, zlaten prsten da ti daram. Alče mori, altanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Alče mori, altanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Lele anče, bela anče, ke ti kupam i fustanče, fustančevo bela boja, nevesta da bideš moja. Vreme mi je da se ženam, sakam tebe da te zemam, i od tvoj te da te baram, zlaten prsten da ti daram. Alče mori, altanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš. Alče mori, altanče, za tebe ke dadam se, samo da te zemam jas, moja da si se kogaš.
секогаш. Анче мори алданче, за тебе ќе дадам се, само да те земам јас, моја да си секогаш. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од рано не саминува. Кажи да, моја најмила, биди моја кралице, убавице. Јордан Митев на голема австралиска турнеја. Ај што мерак имам, бабо, ај што мерак. Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Јордан Митев. Сите нека пеја, сите нека играт, нека се опијат. На оваа турнеја Јордан Митев ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Еднаш вака ставам, еднаш вака. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. Да продолжиме со најновите вести од Македонија. Токму концептот кој го застапуваме на носење на големи странски компании допринесе во Македонија да инвестират и нивните добувачи, кои пак најчесто соработуваат со домашните компании. Ова обезбеди над 20.000 вработувања само во зоните и голем број надвор од зоните и работа за многу домашни компании. Овој концепт е граден со години и треба да се продолжи наместо да се урива, а актуелната власт го прави токму тоа. Би бил среќен кога во Македонија би инвестирале не само оние кои претходно сме ги договориле, сме подпишале договори и се обврзале за инвестираат, туку да има и нови кои ќе инвестираат. За сега таквата бројка е 0. Нови странски инвестиции, напиша Груевски на својот Facebook профайл. Вкупните инвестиции од Турција во Македонија досега изнесуваат над 1 милиарда евра. Српскиот премиер Вучич знае која притиска Македонија за Косово во УНЕСКО, но сепак ќе делува реципроцитно. Српскиот председател Александар Вучич смета дека пишувањата на медиумите дека Македонија сепак ќе гласа за прием на Косово во УНЕСКО не се точни, бидејќи македонското раководство му рекло дека при идниот обид на Косово за влез во таа организација на Обединетите нации нема да гласа позитивно. Вучич во интервју за ATC сепак додава дека ќе чека како да се однесува Македонија, но и Црнагора, иако е убеден дека зад нивните чекари стои некој многу помоќен. Ништо ново, тие гласеа и за независност на Косово, гласеа и за УНЕСКО минатиот пат, тоа и ќе го определи вашиот однос кон нив. Како успеавме да ги убедиме Јужна Африка или Ангола, а не успеавме да ги убедиме нашите најблиски соседи. Затоа што има влијание некој што е многу помоќен од нас, а тоа се пред се САД и најмоќните земји на Европската Унија. Ако мислите дека можеме нашата сила да ја споделиме со нивната, но тоа секако ќе носи и ќе зборува за тоа каков треба да биде нашиот однос во иднина по некои од важните прашања на тие земји, изјави Вучич. Премиерот Заев минатиот месец на неформална средба на шефовите на влади во Драч изјави дека годинава апликацијата на Косово не е тема бидејќи не е поднесена и дека не знае дали ќе биде така и следната година. Српската премиерка Брнабик на тоа одговори дека без оглед дали е тема или не, важно сите да се држиме до договорите како годинава, така и следната година. Со германска помош, младите ќе се образуваат за да можат да работат во фабриките од автомобилскиот сектор. Германците ќе не учат дека занајатот е злато.
Менаџерите на компаниите кои веќе инвестирале во земјава се соочуваат со сериозен проблем. Не можат да најдат стручни работници за своите фабрики, особено од автомобилскиот сектор. Затоа Германското министерство за економија ќе помогне во воведувањето на така нареченото дуално образование, што значи обука на младите работници веднаш да може да се вклучат во производствено процес. Во земјава има околу 200 компании со германски капитал, во кои се вработени близу 15.000 лица. Имат капацитет за нови вработувања, но анкетата која спроведува меѓу нив покажала дека државното образование не продуцира кадар според нивните потреби. Проектот треба да се спроведува 3 години. А освен во Македонија за потребите на германските компании, дуалниот тренинг ќе спроведува и во Хрватска, Босна, Индонезија, Малезија и Виетнам. Нешто и од спортот. Испод 21 година фудбалерите во Македонија Милевски останува уште 2 години на селекцијската функција. Селекторот на младата фудбалска репрезентација на Македонија Благоја Милевски останува уште 2 години на чело на играчите до 21 година, што значи дека ќе заокружи уште еден квалификцијски циклус. На пресконференцијата во пресред на надпреварите со Србија и Гибралтар, Милевски рече дека со ФФМ договорил нова 2-годишна соработка без притоа да ги соопшти финансиските детали од договорот. Во квалификациите за пласман на Европското првенство во 2019 година, Македонија на 6 октомври ќе ја пречека Србија, а потоа ќе гостува кај Гибралтар. Нешто и за здравието. Се е во вашата глава што мислите. Цигарите не смируваат, само предизвикуваат депресија. Кај пушачите ризикот од депресија или анксиозност е 70% поголем отколку новата студија. Научниците тврдат дека запирањето на цигарите може да им помогне на луѓето да ги надминат овие проблеми и да се подобри менталното здравје. Во истражувањето учествувале 6.500 лица над 40 годишна возраст. Тоа покажа дека 18,3% од пушачите страдат од депресија и анксиозност, во споредба со 10% непушачи и 11% поранешни пушачи. Групата на поранешните пушачи вклучува лица кои не запалиле цигара повеќе од 1 година. Експертите тврдат дека смирувачката цигара е заблуда. Пушачите мислат дека пушењето ги смирува, но во реалноста само ја засилува анксиозноста и тензијата. Кога ќе запалат цигара, тие всушност привремено го блокираат стресот, предизвикан од недостаток на никотин, Беркли, тоа се вистинско спокојство. Нервозните луѓе почесто добиваат срцев удар. Лицата кои често се лутат и тешко им простуваат на другите, изложени се на поголем ризик од срцев удар во однос на другите кои не се злопамтила, покажа истражувањето споредено во Стенфорд. Овие лица страдат и од болки во грбот и главоболки. Доколку му простите на партнерот што ве изнервирал или ако му упатите насмевка на досадниот возач кој постојано ве претекнува, ќе си направите себе си услуга. Научниците утврдуваат дека простувањето е вклуч на здрав и урамнотежен живот. Лицата кои се подготвени да ги заработат несогласувањата во помала опасност се да заболат од депресија, болести на срцето, мозочен удар и рак. Доколку помните лоши работи, постојано ќе стравувате некој од блиските луѓе, повторно ќе ве изнервири, што долгоречно гледано ви го нарушува здравјето, вели доктор Фред Лускин, психолог од Стенфорд. Коктелот од негативни емоции доведува до зголемен крвен притисок, а може да влијае и на ослабувањето на меморијата. Нервозните и конфликтни луѓе почесто добиваат срцев удар, што може да биде и многу фатално. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн и оваа година организира концерти со бисерот на македонската фолк музика, единствениот и неповторливиот Јордан Митев. Никој од рано не саминува,
zaštita, moja najmila. I ti, moja kraljice, ubavice. Jordan Mitev na golema австралийска турнеја. Aj što me rak imam babo, aj što me Бидете и вие дел од незаборавните концерти на Jordan Mitev. Site neka peja, site neka igrat, neka se opija. На оваа турнеја Jordan Mitev ќе биде придружуван од оркестар фаворити од Македонија. Една žvaka slavam, една žvaka. Сабота, 14 октомври, Macedonian Church Hall, Ньюкасл. Почеток 7 часот и 30 минути. За билети и повеќе информации, кај Пеце Вртковски на 0411 673 073 или Крсте и Симе, достапни во Church Hall секој понеделник и четврток. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма. Сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday same time. Good night.